Железничката станица во Скопје кога е градена, замислата била да биде најмодерна на Балканот. Сега е најзапуштена на Балканот. Добро е што властите најавија дека прават проект со кој се предвидува железничката станица да добие изглед на модерна железничка станица. Проектот ќе бил готов за година и пол до две, истакна деновиве директорот на јавното предпријатие Железници инфраструктура. А до тогаш ќе се средили малку барем внатрешноста на станицата. Од многу места капе, па дури и тече вода во ходниците кај билетарите. Голем дел од плафонот е паднат, ескалаторите изгледаат страшно. Има и многу простор кој плаче за интервентно чистење. Не е можно на странците и домашните патници кои сега ќе бидат на станицата да им кажеме: сега е лошо, ама за 2 години многу убаво ќе биде. Мора нешто сега да се призакрпи, среди и исчисти. Децата низ игра треба да растат и да го спознаваат светот. Но за жал, дел од малолетниците во Македонија се почесто стануваат насилни, а некои дури се навлезени во криминално-агресивниот свет. Фрапира последниот случај од вчера кога полицијата уапси 16-годишник од Охрид поради сомнение дека силувал 12-годишно девојче, а друг малолетник го снимал насилниот чин. И тука не завршува се. Со видеоматеријалот дошол друг 14-годишник од Охрид и го уценувал девојчето. Каде грешат родителите на овие деца? Каде греши општеството, односно институциите? На ова мора брзо да се бара одговорот, оти вакви случаи не се ретки и има се повеќе невини жртви кои страдаат од невоспитани насилни деца. На 23 ноември во полицискиот билтен стоеше дека мајка пријавила дека малолетник извршил облјуба врз нејзината малолетна ќерка. Ден пред тоа во Драчево основец во училиште бил претепан од негов соученик. Има уште многу случаи за набројување, но време е да се набројуваат преземените со одветни мерки, тоа да не се случува. Пропаднал тендерот за избор на изведувач за обнова на универзалната сала во Скопје, кажа денеска министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Минатата недела добивме известување од комисијата за жалби дека тендерот за универзална сала не помина, бидејќи имаше одредена жалба и поплака во однос на единствениот пријавен изведувач. Според мене не е суштински проблемот, но како и да е, има известување од комисијата за жалби. Ова реално ќе одолговлечи работата за уште некои 2 месеца, рече Љутков. За овој проект одвоени се 20 милиони евра распределени во 3 години. Инаку обновата на сега веќе девастираниот култен објект се чека неколку години повеќе. Јавното предпријатие Лајка има потреба од ќебиња, дебели престилки, чаршафи, јамболи, черги или други топли подлоги за кучињата кои го поминуваат хуманиот третман и транзитираат постојано во прифатилиштето, информираат од предпријатието. Секој од нас во својот дом има застарени ќебиња, па наместо да завршат во отпад, направете хумано дело и донирајте ги за кучињата згрижени кај нас во Лајка. Може да ги донесете директно или во нашите обележани куќарки за донации во Истгейт Мол и Даймонд Мол, се наведува во апелот од Лајка. Во тек е изградба на нова енергетски ефикасна фасада на основното училиште Njegош во Газибаба, на површина од вкупно 830 метри квадратни. Проектот вреден 2 милиони и 500 илјади денари представува значајна инвестиција во подобрување на условите за работа и престој на учениците и наставниците, вели градоначалникот Бобан Стевковски. Придобивки од новата енергетски ефикасна фасада се подобра термоизолација, намалени трошоци за енергија, подобрени услови за учениците, подолг животен век на објектот, унапреден изглед и голема еколошка придобивка. Со цел по ефикасно одржување на јавната чистота, зеленилото и парковите, општина Илинден продолжува со вложување во модернизација и подобрување на опремата на општинските јавни комунални предпријатија. Денеска беше промовирана нова противпожарна опрема за потребите на ЈКП Илинден. Градоначалникот Александар Георгиевски истакна дека континуираното обновување на механизацијата и опремата е клучно за брзо, квалитетно и ефикасно извршување на комуналните услуги. Тој потенцираше дека набавката на противпожарна опрема е од особена важност, бидејќи значително го зголемува капацитетот за помош при интервенции во случај на пожар.
Со булдожер се изврши рушење на дивоградба во населбата 11 октомври. Од општина Киселавода истакнуваат дека се работи за поранешен деловен објект во сопственост на градежното предпријатие Пелагонија 5, градилиште механизација, кој во стечај и за кој не постои потребна техничка документација. Градоначалничката Стаменковска Трајковска посочи дека општината ќе постапува секаде според закон и правда. Општина Киселавода ќе работи законски, почитувајќи ги сите закони и правила. Нема да има двојни стандарди за никого и нема да дозволиме прекршување на било каков закон, рече таа. Таа објасни дека ќе биде срушен секој објект каде ќе се утврдат неправилности. Вчера при претрес во дом во Скопје била пронајдена дрога и лишено од слобода е едно лице. Како што информираат од МВР, полициски службеници од единицата за недозволена трговија при СВР Скопје уапсиле 21 годишен скопјанец затоа што при извршен претрес во неговиот дом на подрачјето на Киселавода биле пронајдени и одземени марихуана, дигитална вага и пари. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Театар Комедија доби обновено гледалиште со 305 нови столчиња за публиката и нов ПВЦ под. Реновирањето чинеше околу 9 милиони денари, а е подпомогнато и со донација на Република Полска. Театар Комедија е отворен во ноември 2011 година и е меѓу најпосетуваните театри во Македонија. Поставени се над 50 премиери, само во оваа година имале 8. Годишно Театар Комедија има околу 120 изведби со приближно 33.000 гледачи. Ансамблот на Театар Комедија во моментов сцената ја дели со нивните колеги од Турскиот театар, кои чекаат да се вселат во новиот објект кој веќе една деценија е во изградба.